Добре дојде за Емил Киријас, подпредседател на Либералната интернационала. Говориме за блокадата на Франција кон Северна Македонија за отпочнување на пристапни преговори, односно давање на дата на преговори со Македонија. Нивното објаснување всушност е дека се потребни неопходни реформи, но и имплементирање на реформи, како и второто барање, кое се однесува исто така на реформи, ново начинот на преговарање со земјите кои имаат аспирации кон членство во Европската Унија. Франција веќе подолго време говори дека треба да постои еден нов пристап кон проширувањето, кој што ќе овозможи новата проширена Европска Унија да функционира на начин на кој што нема да ги блокира институциите, од една страна, а од друга страна ќе биде сигурност и гаранција дека демократските процеси и институционалните реформи во земјите кои што пристапуваат кон Европската Унија нема да бидат реверзибилни. Да се потсетиме дека во последнава декада имаше повеќе разговори околу редефинирање на Европската Унија на повеќе концентрични кругови, каде што земјите кои што први ја основале Европската Унија, односно на Европска заедница за јаглен и челик, би биле некое основно јадро кое што би било пообединето, а другите би се приклучувале по одредени прашања по кои што би имале согласност. Бидејќи таа идеја не беше прифатена, Франција се обидува да представи некој нов модел кој што ќе загарантира дека ќе има единство помеѓу сите членки на Унијата и дека нема да се повторуваат случаи како што беше во изминативе 2-3 години, каде комисијата се обидува да воспостави диалог со одредени влади како што се Унгарија, Полска и Романија во однос на институционалното функционирање и пред се владењето на правото. Франција исто така во последниве недела дена се соочува со шлаканица од Европскиот парламент, односно одбивањето на Европскиот парламент да ја прифати кандидатурата на Силви Гулар за европски комесар. Воедно тоа се случи со предлозите за комесари од Романија и Унгарија. Од страна на Елисејската палата тоа е перцепирано како шок, нешто што се нема случајно во историјата. Предлог за комесар од голема земја на Европската Унија, особено од Франција, да биде одбиен. И сето тоа се прекршува сега на главата на Македонија. Франција во минативе 6 дена одбива да предложи и ново име за комесар на Европската комисија, воедно и исто така и се обидува овие реформи да ги наметне како главна тема во процесот на проширувањето, наместо да се продолжи по принципот кој што беше започнат досега, односно давање на статус на земја кандидат, потоа започнување на преговори и водење на преговорите од страна на комисијата. Има разни сценарија, всушност мотиви зошто Франција, односно Макрон, ја блокира Македонија. Едно од нив се разбира и отфрлената еврокомесарка. Но потоа следуваат и останати сценарија кои се однесуваат на престојните избори 2022 година, потоа на барањето, односно блокирањето на Русија, спротивставувањето на Русија за проширување на Унијата, влез на оние земји кон кои има всушност влијание, како што се Србија, Македонија и Црна Гора. Тоа се изговори на кој што Франција тешко ќе може да одговори на обвинувањата за хипокризија и непринципиелност. Да се потсетиме дека Србија и Црна Гора веќе преговараат за членство во Европската Унија и доколку процесот на проширување на вистина е проблематичен, тогаш би било логично Франција да се спротивстави на отварање на нови поглавја, например со Република Србија. Да се потсетиме, последното поглавје со Србија беше отворено токму во јуни оваа година, по европските избори се однесува на политиката на риболов. Председателските избори во Франција секако дека имаат влијание. Внатрешната политика има влијание во сите земји. Истото тоа ни се случуваше и во 2005 година, кога го добивавме кандидатскиот статус. Франција се соочуваше со постреферендумската траума, кога референдумот за Европскиот устав не помина.
Начинот на кој што беше решено тогаш прашањето беше содавање на 8 бенчмаркови, односно постулати кои што Македонија мораше да ги исполни за да ги започне преговорите. Тогаш беше кога го добивме кандидатскиот статус. Но да се потсетиме дека сега прашањето не е дали да се започнат преговорите со Македонија, туку кога да се започнат преговорите со Македонија. Ставот на Франција е дека ако касни и почетокот на новата Европска комисија, која што е обврзана да започне според Лисабонскиот договор од 1 ноември, ако можеше да доцни Брекзит, зошто да не задоцни ова прашање? Јас би рекол неиздржан став на Париз и особено имајќи в предвид вчерашната критика на францускиот премиер кој што го обвини американското раководство и Белата куќа за немање на геостратешки сенс при нивната одлука за Сирија, сега Франција може да се соочи со еднакво обвинување од Соединетите држави или од било која друга европска земја за немање на геостратешки сенс во однос на проширувањето на Европската Унија и Западниот Балкан, односно прашањето за определување веднаш датум за преговори за Северна Македонија и Албанија. Може ли сепак Франција да ја смени позицијата на самитот, доколку Германија се сложи, ги прифати всушност француските идеи за реформи? Интересно е да се види каков ќе биде развојот на настаните по денешната средба на француските министри во присуство на председателот Макрон и канцеларката Меркел во Тулуз, каде што ќе се разговараат голем број на прашања, вклучувајќи ги и темите кои што ќе доминираат на самитот. Да, секогаш е можно во последен момент, и тоа е традиција во рамките на Европската Унија, на самитот на Европската Унија, односно на Советот, да се носат одлуки во последен момент, да се донесе некој компромисно решение, но невообичаено е досега во процесот на проширување самитот, односно Европскиот совет на највисоко ниво, да носи одлука доколку претходно Генералниот совет не донал. На нас останува, на сите нас, и тоа кога велам сите нас, без разлика дали некој припаѓа на ова или онаа политичка опција во државата, да се обидеме во овие 2 дена преку сите канали да влијаеме Македонија да го добие овој датум за почеток на преговорите, уште ако е можно ова недела. Ви благодарам за овој разговор. Емил Киријас, подпредседател на Либералната интернационала.